Светот се соочува со економска криза, секојдневно слушаме и читаме информации за поскапување и за ценовни шокови. Тоа ќе биде нашата тема следниве 20 на минути во Македонија наутро, меѓутоа овој пат ќе ја работиме од областа на маркетингот. Малку поинакво ќе дадеме поинакво гледиште на поскапувањата, односно како реагираат потрошувачите и дали после извесен период сето тоа станува нормално благодарение на маркетингот и колку маркетингот всушност има клучна улога во прифаќањето на новите нешта во однос на цените и на производите на пазарот од потрошувачите. Чинам дека успеав некако добро да ја доловам темата за која што ќе зборуваме во следниве минути со професор доктор Маја Кузмановска по маркетинг и економија. Професор, добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Најнапред дозволете ми да ве поздравам вас, Ване, вашата телевизија и сите ваши гледачи на македонската телевизија. Навистина ми е огромна чест и задоволство што денеска ќе бидам ваша гостинка и ќе разговараме на една интересна, секогаш актуелна тема и неисцрпна тема, затоа што ние луѓето како суштества, како битија сме неисцрпни и секогаш сме интересни за дискусија и за дебата. Каде е улогата на маркетингот во целата оваа светска економска криза и во целиот овој хаос со ценовните шокови? Ајде тако вовед да дадеме во темата. Билат најголема умешност е потребната содржина да ја спакуваш во идеално пакување, односно амбалажа. Ние денеска во овие 20 минути ќе треба тоа да го направиме од едноставна причина што маркетинг концепцијата е многу комплексна и многу сложена и навистина треба многу време да се разработи и да се имплементира. Оти само разработувањето и разбирањето не е доволно, туку истото треба да се имплементира. И како концепт е многу корисен и потребен. Зошто? Затоа што основната функција на маркетинг концептот е да им помогне на компаниите да го откриет својот идентитет. Тоа е најважната негова задача. Како сакаат тие да бидат гледани или перцепирани од страна на потрошувачите, од страна на нивните клиенти, конзументи, нели оние кои што го дават последниот суд. Од друга страна тоа влијае кај потрошувачите тие да си создадат една своја субјективна слика, едно свое доживување за тоа од кого купуваат, што купуваат, како купуваат и дали ќе купуваат. И сега, ако нашата перцепција како компанија за сопствениот идентитет се поклопува со перцепцијата на потрошувачите за тоа кои сме ние, тогаш сме на добар пат. Меѓутоа, ако нашата перцепција не се поистоветува со перцепцијата која што имаат потрошувачите, тоа е еден клучен момент во превземање на идни активности заради решавање на проблемот со идентитетот. Мораме тие елементи однапред да ги утврдиме и постојано да ги гледаме, да ги анализираме и да ги согледуваме грешките кои што ги правиме. Затоа што во таква ситуација ние само може да направиме белја, што би се рекло народно, односно да создадеме конфузија кај потрошувачите. Не сме тие што тие не прецепираат. Не сме таа компанија која што како таква настапува на пазарот и има некоја цел за која што сите своји активности ги има насочени кон таму. Малку е неблагодарно да се разговара за однесувањето на потрошувачите, зошто? Затоа што јас често велам дека сите ние луѓе, без разлика во која фаза од животот се наоѓаме и која улога ја имаме во животот, ние сите сме потрошувачи. И повеќе или помалку, намерно или ненамерно, директно или индиректно, ние сме се нашли во многу ситуации, реални ситуации, кои што подоцна ни даваат за право да коментираме, да даваме предпоставки, да даваме заклучоци, да донесуваме судови и така натаму. А однесувањето на потрошувачите како дисциплина е многу комплексно и произлегува токму од маркетинг концепцијата, во која што се вели дека во маркетингот се е значено. Сите треба да бидат вклучени во извршувањето на маркетинг активностите и сите треба да бидат вклучени во задоволување на желбите и потребите на потрошувачите. Тука е клучот. Во фокусот на вниманието на маркетинг концепцијата е потрошувачот. Се тргнува од него и се завршува со него. Ако бидеме фокусирани кон откривање прво и задоволување на желбите и потребите на потрошувачите на начин
кој што е подобар од тоа што го прави конкуренцијата, тогаш сме на добар пат, односно на пат кон успехот, на пат кон остварувањето на нашите цели и активности. Меѓутоа, ако сметаме дека еднаш е доволно да се направи ова истражување и резултатите ќе ни траат за секогаш, тогаш ќе бидеме во заблуда, односно тогаш ќе ги почувствуваме последиците кои што може да бидат многу поголеми од вложувањата што сме ги направиле претходно. Целта на маркетингот не е само да промовираете нов производ, туку целта е да се справува и со вакви предизвици, како што е економската криза, рецесијата и така натаму и така натаму. Ако зборуваме колективно, нели, со што се случува светот и со што се случува маркетинг индустријата, тоа како порака да го пренесе на потрошувачите, подготвена ли ова индустрија, ја дочека ова криза која што ја имаме од минатата година, или не можеме тоа да го кажеме како такво? Имплементирањето на оваа концепција може само да им помогне и им помогне на компаниите поподготвено да се справат со последиците кои што повеќе или помалку сите ги чувствуваме. Да, огромни се и глобални се. Кризата е глобална и од ден на ден гледаме дека зема се поголем замав. Тоа го кажуваат и економските експерти, тоа и сите ние како поединци, како луѓе го чувствуваме, да не зборуваме за товарот кој што го чувствуваат компаниите. Меѓутоа, поседувањето или имплементирањето на маркетинг концептот им овозможува на компаниите по-професионално да пристапат кон решавање или соочување со сите овие последици. Ако направиме на паралела во однос со минатото, стратегиите кои што се правеа, долгорочните, некаде беа во време трајање од околу, ајде да не претераме, не 5, меѓутоа 3 години, па еве нека биде 1 година. Денес не можеме да се потпреме на тоа, затоа што промените секојдневно се случуваат и сите тие промени бараат имплементирање на промени во секојдневните рутински дури активности. Тоа и сакав, извинете, како прашање да го поставам, бидејќи маркетингот е и професија на еднината и ке многу млади луѓе се дозволува сегашниве текови во светската економија дозволуваат да се направи подолгорочна маркетинг стратегија, или веќе тоа време мораме да го оставиме зад нас и да размислуваме малку поиновативно? Многу иновативно. Тоа е домашна задача и на секоја индивидуа и на секоја компанија. Иновативно размислување, конструктивно размислување, вклучување на сите чинители во процесот на донесување на одлуки, затоа што само ако холистички се настапува во процесот на работење, во процесот на решавање на актуелните проблеми, може да очекуваме некакви резултати. Самостојно доколку работиме, тогаш нема да бидеме во контакт со сите проблеми, ајде под наводници така да ги кажеме, кои што се случуваат и внатре во нашата компанија, и во окружувањето, и во конкуренцијата, и генерално на глобално ниво. Тоа е суштината на маркетингот, холистичко вклучување на сите стейкхолдери, заеднички пристап кон проблемите актуелни, дозволување на секој да си даде свое гледиште согласно своите знаења и искуства кои што ги има, секој да придонесе во процесот на решавање на проблемите или предизвиците, нека ако е како збор подобар така ќе ги кажеме, за да се чувствува и повеќе вклучен во целата таа работа и за да биде повеќе мотивиран за да може да придонесува. Инаку ако сега направиме едно поврзување на маркетингот со однесувањето на потрошувачите, сакам само да ставам акцент на многу клучен момент кој што кај нас се заборава. Бидејќи велиме дека потрошувачот е во фокусот на вниманието на секоја компанија. Компаниите малтене сега преминуваат или прераснуваат во клиентски ориентирани компании. Треба да се свати дека однесувањето на купувачите не е завршен акт. Ние некако тука го правиме ја правиме грешката. Не е завршен акт во кој што се наоѓа потрошувачот, го купуваме и го конзумираме производ и тука завршува се. Тоа е состојба во кој што се наоѓа пред, за време на и по завршувањето на процесот на купување. И сите модели во оваа дисциплина, во оваа маркетинг концепција, се всушност рационални модели кои што тргнуваат од претпоставката дека сите ние како индивидуи прво гледаме на какви информации сме изложени. Ги восприемаме сите тие информации, ги класифицираме, ги селектираме информациите, ги избираме оние кои што на нас во даден момент ни се потребни
Или мислиме дека ни се потребни. Или мислиме, да, сега тука има многу за што да се разговара. Така, и ги трансформираме во наши реакции, навики, купување и така натаму. Најпознатиот модел за купување во маркетингот е Котлеровиот модел, стимул-реакција, кој што вели дека човекот представува една црна кутија, кој што секојдневно, секоја секунда е под влијание на стимуланси и под влијание на тие стимуланси продуцира одредени реакции. Тоа значи дека што ќе му сервираш, тоа ќе продуцираш како реакција. Дали ќе пристапи позитивно, афирмативно кон некакво однесување или нема да пристапи, од тие пристапувањето исто така и нели е превземање на некаква активност. Дополнително, не смее да не се земе во предвид фактот дека сите ние како луѓе во себе поседуваме вредности кои што се поделени во две групи. Имаме примарни вредности и секундарни вредности. Примарните вредности се сите оние вредности кои што ние ги стекнуваме уште со самото раѓање и доаѓаат од нашите примарни референтни групи. Пред се семејството, тука е училиштето, некои други институции кои што ни влијаат на формирањето на нашите ставови. Оти тука е најголемата задача на оваа дисциплина, однесувањето на потрошувачите, да ги истражи ставовите на потрошувачите и да види колку се тие јаки. Дали може да се влијае на нив, дали може да се менуваат ставовите или не може да се менуваат ставовите. Сега имаме уште еден дополнителен предизвик. На овие примарни вредности кои што ги имаме секундарни вредности. Зошто? Затоа што ние сме социјални суштества. Постојано во текот на нашиот живот, во текот на денот, влегуваме во различни социјални групи. Сме под различни социјални медиуми. И секојдневно сме бомбардирани со различни вести, различни информации. Не можеме да бидеме имуни. Ние можеме само да се лажеме дека ставаме блокада на одредени информации, не ги восприемаме. Не, сите информации ги восприемаме, само прашањето е колку од тие информации длабоко ги потиснуваме, на кои им даваме поголемо значење, кои некаде ги тргаме, ги складираме за подоцна, па потоа им даваме некоја нова улога, ново значење и така натаму. И кога ќе се соберат сите овие влијанија кои што ние ги имаме, сега има ситуации кога човекот, кога на една индивидуа секундарното влијание може да биде многу поголемо од примарното влијание. Секундарното влијание може да биде доминантно во процесот на донесување на одлуки. Да се вратам на поентата дека нашата реакција не е нешто кое што туку така настанува и е нешто што е индивидуално. Туку е многу повеќе под влијание на различни стимуланси од окружувањето и сите тие заеднички влијаат во процесот на донесување на било каква одлука. И сега да резимираме на крај, после оваа криза и цениве да останат такви какви што се сега, можеме ли под наводници маркетингот да го земеме како најголем виновник зашто луѓето после одреден период ги варат, работиве народски ке се изразам, или легнуваат на брашно? Кога зборуваме за производите, за цените, ајде ќе оставиме целата економија на страна. Видете, обичниот граѓани го интересира колка е вредноста на своите пари, на парите што ги има, а тој ја мери со кесичките кои што излегува од маркет. Така правиме споредба со одредена парична валута која што претходно сме имале, колку сме пазареле и колку пазариме сега. Така ние така ги наедноставно кажемо, така ја мериме инфлацијата. Инаку кога зборуваме за инфлација и за покачување на цените, мора да потенцираме дека во економијата постои термин лична инфлација. Тоа значи дека да, ефектите се глобални и универзални, нема некој кој што не ги почувствува и нема да ги почувствува ефектите, но од друга страна, ако зборуваме на индивидуално ниво, тие зависат пред се од буџетот со кој што располага поединецот и од навиките кои што ги има, односно од неговиот животен стил. Па кај некој многу повеќе се одразува, кај некој многу помалку се одразува. Зависи каков живот живее индивидуот, односно на што го троши својот буџет, затоа што сите производи кои што и сега вие ги споменавте се поделени во неколку категории. Имаме конвенционални производи, шопинг производи, производи кои што се бренд производи, непознати производи и така натаму. Така да луѓето кои што претходно биле ценовно осетливи,
каде што одлуките за купување ги вршеле врз основа на цената, не на вредноста. Тие се најзагрозената категорија на луѓе, односно луѓе кои што најмногу се погодени од оваа фаза на инфлација, додека ако во предходниот период ние повеќе сме биле посветени, ајде под наводници ќе кажеме, на купување на некои луксузни производи, кои што не ни се неопходни за секојдневното живење, можеме да ги ставиме на стендбај тие производи и нема да почувствуваме некое огромно влијание во менувањето на нашите навики и нашиот стил. Инаку, ако се навратиме сега генерално на маркетингот, или често пати во окружувањето се вели дека тој е најголемиот виновник за сите манипулации. Бидејќи предмалку зборував што ќе се сервира. Ама можеме ли барем нешто позитивно, кога затоа и се насмеав, манипулации. Дефинитивно, маркетингот е и манипулација. Сега не толку лоша манипулација, меѓутоа, помеѓу два производи да ме убеди кој да го купам ако се исти. Но како позитивно да ја свртиме приказнава и еве во ваква криза, во ваква инфлација, како маркетингот може да им помогне на луѓето во нели целата оваа борба со цените? Може да им влие позитивно во смисла да ги натера да бидат повнимателни при купувањето. Не само при купувањето, изборот. туку и во изборот, туку и да ги рационално користат своите пари, односно финансии со кои што располагаат, да бидат свесни, да ги освести. Еве сега младите, јас како што ме најавивте на почетокот, сум професор на Бизнес Академија Смилевски и повеќе од 10 години ја предавам оваа дисциплина, повеќе од 20 години ја обработувам и анализирам. Да, тоа ми е моја позната. Затоа и се смеете во водувањето на одговорот, но добро, маркетингот е тоа, еве каде ги освестувам младите, почнуваат да купуваат планери, во кои што активно ги бележат сите трошоци кои што ги прават во текот на денот. И го прават тоа? А претходно не ги правеле. Па видете, кога ќе почнете да губите нешто во кое што претходно сте уживале, станувате свесни за загубата, веќе влегувате во зона на страв, дека во иднина нема да можете да бидете така релаксирани и да се ги задоволувате сите оние потреби кои што претходно сте ги имале. И кога ќе знаете дека буџетот ви е ограничен, и ако претходно со истиот сте работеле цел месец, а сега на половина месец завршува и се мислите втората половина од месецот како ќе го поминете, тогаш сакале или не, ќе почнете и како да барате начини како да располагате со тој ограничен буџет. Да се вратам на прашањето кое што ми го поставивте, тоа е улогата на маркетингот и токму во таа насока, освестување не само за младите. Јас ги земав младите како пример, бидејќи нели тоа се генерациите, на кои што светот останува, меѓутоа убаво е што ети тие се освестуваат дека буџетот треба рационално и правилно да се користи. Почнуваат да размислуваат повеќе рационално, почнуваат да размислуваат повеќе оптимално, да се намели оној ајде да не звучам сега ригидно, момент на безделничење. Да се знае точно каде се користат, зашто, колку е тоа вредно. Ние сите како луѓе постојано си имаме вага во нашата глава, што даваме, што добиваме. И се е работа на перцепција. Секогаш треба да го имаме чувството дека добиваме многу повеќе од тоа што го даваме. За да го имаме тоа чувство, треба ова претходно да го направиме. Планот, како ќе ги искористиме правилно финансиите кои што ги имаме за одреден временски период, нели најчесто тоа е 1 месец и со тој план нели да работиме до крајот на месецот. Така да не освестува, извините, само да ја довршам мислата, не освестува на повеќе нивоа и индивидуално и институционално. Ни кажува дека не можеме веќе работите да ги земеме здраво за готово, ни помага во оваа криза на сопствен идентитет да се свртиме повеќе кон себе, да почнеме да работиме кон себе, да знаеме што ни е приоритетно, што ни е примарно, што е секундарно, што може да почека, што е поитно, односно најитно и најбитно, што е помалку итно и помалку битно, па тоа да го оставиме понастрана, на индивидуално ниво, на институционално ниво. Бенефитите се огромни, затоа што им помага на компаниите професионално да пристапуваат со сите работи, со целокупното работење во текот на одреден временски период, не подолго од 1 година. Не можеме веќе да зборуваме за долгорочни стратегии, кои што пак од друга страна не ни даваат за право да влеземе во една зона на комфор. Така во една летаргија. Тоа не носи во летаргија.
кога сме подинамични. Да, тоа беше пред ковидот. Такви приказни Да, беа пред да, ковидот, да, некако да, по ковидот да. не е ништо исто. Да. Благодарам професорка Кузмановска за ова интересна тема. Чина ми откако е почната ова економска криза, прв пат маркетингот го вметнуваме како дисциплина за која што му обетавме, манипулативна дисциплина, меѓутоа не само од негативен аспект, туку и од аспект кој што може да не освести при изборот, малку повеќе да внимаваме пред се во овој период на инфлација кога живееме, па ете да го свртиме во наша полза и ова како тема. Ви благодарам многу за овој разговор и за советот. Благодарам на вас, многу пријатно се чувствував.